Познати се официјалните кандидатски листи за градоначалници и советници во Југоистокот. По вчерашното ждребување во просториите на Државната изборна комисија, каде се утврди и редоследот на кандидатите, утре во општинските изборни комисии треба да ги објават листите за членови на совети градоначалници. Во Струмица има двајца кандидати за градоначалници, на ВМРО ДПМНЕ и на СДСМ. Коалицијата предводена од ВМРО ДПМНЕ го кандидира Маријан Бајрактаров, додека пак коалицијата предводена од СДСМ Коста Јаневски. Овие две партии имаат и по една советничка листа. Носител на советничката листа на ВМРО ДПМНЕ е Александар Донев, додека пак носител на советничката листа на СДСМ е Маријан Даскаловски. И Босилово има по две кандидатски листи за градоначалници и советници. Кандидат на ВМРО ДПМНЕ за градоначалник е актуелниот Љупчо Колев, додека пак СДСМ за свој кандидат за градоначалник го предложи Зоран Зимбаков. Носител на советничката листа на ВМРО ДПМНЕ во општина Босилово е Трајче Барбутов. Носител на советничката листа на СДСМ во оваа општина е Ѓорги Аризанов. Во општина Конче има двајца кандидати за градоначалници и 4 советнички листи. Кандидат на ВМРО ДПМНЕ е Благо Јованов, а кандидат на СДСМ во општина Конче е Благо Илиев. Во оваа општина 4 советнички листи ги имаат Демократската партија на турците во Македонија, чиј носител е Маарем Исмаилов, потоа ВМРО ДПМНЕ со носител Ивана Стефанова. Овде советничка листа има и Народното движење на Македонија, чиј носител е Камчо Донев. Четвртата советничка листа во општина Конче е на СДСМ, чиј носител е Ивана Илова. И во Гевгелија има повеќе советнички листи и само двајца кандидати за градоначалници. Од ВМРО ДПМНЕ во оваа општина за трет градоначалнички мандат ќе се бори Иван Франгов, додека од СДСМ кандидат за градоначалник е Сашко Поцков. Советничките листи во општина Гевгелија ги поднеле Народно движење за Македонија со носител Александар Стамков, потоа ВМРО ДПМНЕ со носител Андон Сарамандов. И Левица има своја советничка листа во Гевгелија. Носител на оваа листа е Сашко Јанчев. Носител на советничката листа на СДСМ во Гевгелија е Сашко Дојчинов, а во оваа општина има и една независна листа, чиј носител е Томе Кичуков. Во општина Радовиш има тројца кандидати за градоначалници и 6 советнички листи. Кандидат за градоначалник на ВМРО ДПМНЕ за Радовиш е актуелниот градоначалник Сашко Николов. Кандидат на СДСМ е Герасим Конзулов. Во оваа општина има еден независен кандидат за градоначалник, Јуре Георгиев. Од советничките листи, своја листа има поднесено Демократската партија на турците во Македонија, чиј носител е Ениси Мери, потоа ВМРО ДПМНЕ со носител Бојан Митевски. Куле Чаракчиев е носител на советничката листа на СДСМ, додека Игор Петков, Горан Поцев и Абдраил Алиев се носители на независните советнички листи во општина Радовиш. Во Василевската општина има двајца кандидати за градоначалници. Од ВМРО ДПМНЕ кандидат ќе биде Ванчо Стојанов, а од СДСМ Маријан Јанев. Во оваа општина има поднесено 3 советнички листи. Носител на Демократската партија на турците во Македонија е Билен Исинов, на ВМРО ДПМНЕ е Тања Стојанова, додека пак СДСМ за носител го има Крсте Панев. Во општина Дојран има 4 кандидати за градоначалници и 3 советнички листи. За градоначалник од ВМРО ДПМНЕ ќе се трка Борче Стамов, од СДСМ Анго Ангов. Тони Ајцев и Снежана Манева се независни кандидати за градоначалници на оваа општина. Во Дојран, носител на советничката листа на ВМРО ДПМНЕ е Ѓорги Граматиков, од СДСМ Ристо Джинов. Светислав Чабулев пак е носител на независната советничка листа за оваа општина. Во општина Баландово има тројца кандидати за градоначалници.
Актуелниот градоначалник Николче Чурлиновски ќе биде кандидат на ВМРО ДПМНЕ. СДСМ го кандидира Перо Костадинов, додека пак Стојан Манолев е независен кандидат за градоначалник на општина Баландово. Во оваа општина има поднесено советнички листи само за двете политички партии, ВМРО ДПМНЕ со носител Митко Занов и СДСМ со носител Владимир Марков. Во општина Ново село има тројца кандидати за градоначалници. Актуелниот градоначалник Блажо Велков ќе биде кандидат за втор мандат од ВМРО ДПМНЕ. Народното движење за Македонија го кандидира Драган Трајков, додека пак кандидат за градоначалник од редовите на СДСМ е Боро Стојчев. Во Ново село има поднесено само две советнички листи, ВМРО ДПМНЕ со носител Павлина Георгиева и СДСМ со носител на советничка листа Валентина Попова. Во последната 10-та општина од југоистокот Богданци има двајца кандидати за градоначалници и 3 советнички листи. Кандидат за градоначалник од ВМРО ДПМНЕ е Никола Роглев, додека од СДСМ Блаже Шапов. Трите советнички листи се на ВМРО ДПМНЕ, СДСМ и една независна советничка листа. Носител на советничката листа на ВМРО ДПМНЕ е Снежана Енџекчева, додека на СДСМ Драгица Ѓавочанова. Независната советничка листа во Богданци ја носи Митко Мишев.